Жално ќе биде да еден ден не се знае дека ова е парк, градски парк, кој што е направен од еден човек, цел тим работел на тоа. И да тие луѓе не се призна. Например, да стои една плоча. Зошто ние ги славиме луѓето кои што се од надвор, толку малку знаеме за нас самите. А сознанието за нас самите ја гради и цврстината на нашиот идентитет. Јас сум Иланка Шојлевска, сопруга на Драган Шојлевски, со кого се запознав кога имав 17 години и заедно живеевме 58 години. Така да јас сум сведок за неговиот ентузијазам и љубов кон работа, за која имаше моја подршка. Тој соработуваше со Кензо Танге и негова визија беше Скопје да биде оаза со зеленило и со многу цвеќиња. Најпознатија се разбира по градскиот парк во Скопје и по комплексот Горица во Охрид. Инаку Драган Шојлевски е првиот министер на Министерството за животна средина од 81 година. За него има многу нешто да се кажат. Има 500 проекти за уредување и обликување на простор. Ке има преку 60 научни трудови. Направи еден огромен чекор ние да размислуваме поинаку, да очекуваме поинаку и да живееме поквалитетно. Камилија Шојлевска, ќерка на Драган Шојлевски. Интересно е кога читав низ тие негови записи и книги, како тој ја изанализира Македонија и историјата на Македонија преку домашните градини, преку градините и преку нашиот однос кон зеленилото. Интересно е што работа во телевизија и секојаш кога поминав секој сабајле возев од тука со точак и си викав ова е мое. Го осеќав како свој дел во животот. Историјата на градскиот парк е многу интересна. Веројатно знаете дека првата озеленета и уредена површина е Исла Ханет таму кај бивша гимназија. Тоа е еден многу мал простор. Тоа е на почетокот на 20 век. Потоа во периодот меѓу двете војни се основа зоолошката градина и се основа вториот и третиот дел од градскиот парк како резултат на борба против поплавување на овие површини. Вардар стално поплавувал, нели? Сега веќе тоа не е проблем за Скопје, ќе видиме до кога. Не се знае што може да се случи со природата. Во тоа време во овој простор имаше канали и многу убави шумички подигнати од врби и тополи. Ама не беше толку разновиден како што е овој концепт денеска. Во Македонија првпат се внесува концептот на уредување на јавен простор во пейсажен стил, така наречен, или англиски стил, кој што има многу слободни патеки, има водени површини, канали, езерца и така натаму, и кој е прилично разновиден по содржината што ја поседува и по можностите што ги нуди. Денеска Горица представува права шума, а некогаш тоа беше голо брдо. И тој заедно со работници носеше дрвја од шума на Горица. Мислам над 2700
борови и тоа беше едно брдо камењар и многу се работеше, неколку години се работеше на тоа брдо и тамо и вилата Билјана, тоа работеше и вилата Билјана и сите вика дека тоа нема да успее, дека не може да успее. Најинтересното е што ниедно дрво не пропадна. Сите дрва се фатија. Имаше посебен начин на садење, примени некој нов начин на садење, каде што корените, значи се почнува од корените, тој ги среди корените за да дрвата после може да растат така како што растеа. Можете ли да замислите дека во тие пусти делови на брдото, камени делови на брдото, се копани огромни дупки и се засадувани дрвја, меѓу кои најголем број борови. Боровите се донесени од Босна. Има неколку интересни слики како е тоа работено со прилично едноставен алат, копачи и лопати. И едни стари камиони со кои што се пренесувани дрвјата. Изградба на зелена површина е една посебна активност, посебна дејност. Потребно е и знаење, а потребно е и соодветни алатки. И затоа за мене Горица е нешто што апсолутно треба да се почитува и да се негува и да се сочува. Посебен аларм заради тоа што еден дел од брдото е соголен, затворен, има некои планови за изградба на нов хотел, а пред хотелот се исечени доста дрвја, добро, може би остарале, може биле болни, имаше таму многу кедри кои што беа големи и го спречуваа видикот кон езерото. Но тоа све е исечено и насадени се туи. Само туи, без концепт, без некоја визија што уствари сакаме да постигнеме во тој простор. За среќа, тој оставил своји наследници во областа, луѓе кои во рамките на можностите кои сега оваа наша држава ги пружа работат. Секако тоа не се ни оддалеку можностите кои и ги создавал, ама и ги искористил професорот Шојлевски во смисла на можностите што ги давала тогашната држава. За жал, ние сега низ ниедна политика не водиме сметка за животната средина, нити за многу загадувања што настануваат од звуците, од светлината. Не зборуваме само за тврдиот отпад, толку ние сме загадени и звучно нападнати, и светлосно и секако. И со воздухот. Фантастичен еден преглед даде на историјата и многу е чудно зошто ние не ги употребуваме тие знаења и сознања. Например, тој ја виде Македонија како една одлична средина каде што се студираат и планините, и реките, и долините, и пасторални некои предели. Оно што тој го виде, јас не можев да го видам и не верувам дека многу луѓе го виделе, затоа што тоа би имале друг однос кон природа.